по 7 години во Археолошкиот музеј се враќа постојаната музејска поставка на нумизматичката збирка сведоштво за економијата, муќта, уметноста и секојдневниот живот. Ова е една темите на кои што утрово разговараме со Магдалина Манаскова, директорка на музеот. Добро утро, добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Македонија наутро. Во новата поставка се изложени околу 2500 примероци на монети, хронолошки распоредени. Што се може да се погледне? Со особена чест и задоволство пред само 2 дена ја отворивме новата постојана нумизматичка поставка. Нашиот музеј се грижи, заштитува и чува повеќе од 35.000 монети од различни временски периоди, од различни археолошки локалитети. Од нив 2500 најрепрезентативни, кои што го презентираат монетокувањето на територијата на Македонија и циркулацијата на монетите, речиси 25 векови, се изложени во новата постојана нумизматичка поставка. Автори на поставката се доктор Перо Јосифовски, магистар Сања Битрак и магистар Трајан Зафировски, кустоси, советници за нумизматика во нашиот музеј. Одделението за нумизматика е поделено на античка нумизматика и средновековна нумизматика и следствено на тоа така е концепирана и новата постојана нумизматичка поставка. Споменав дека се работи за презентација на еден долг период на монетокување. Застапени се монети од најстарите, почнувајќи од 6 век пред нашата ера, па се до османлискиот период. Имаме многу ретки монети, монети на пајонските племенски заедници, на пајонските владетели. Застапени се сите македонски владетели, почнувајќи од Александар I, па се до последниот македонски крал Персеј. Од времето кога во територијата на денешна Република Македонија е под во склоп на Римската империја, со тоа ја прифаќа и нивната монетарна политика. Застапени се монети од единствената во тоа време ковница на денешната територија на Македонија, тоа е Стоби, но и од останатите градови кои што во тоа време ковале. Меѓутоа, не се застапени само монети кои што се ковале во Македонија, тука и монети ковани на друго место, а кои што циркулирале тука, секако пронајдени на нашите археолошки локалитети. Многу е значајна збирката, затоа што, особено во археологијата и во историјата, монетите се тие кои што ни даваат информации многу потребни за одредени сегменти од нашите истражувања. Меѓутоа, иако се мали и сами по себе, не само кај научната јавност, тие предизвикуваат големо внимание и кај посетителите. Покрај нивната, се разбира, поради нивната убавина. Да, ги споменавте и вие посетителите. Очекувате ли повеќе посетители, затоа што навистина ова е атрактивно да се види? Да, многу е атрактивно. По повод денот на музеите, во текот на затоа што на самиот ден поставката и настанот започна во 19 часот, следниот ден, 19 мај, односно вчера, беше бесплатен влез за посетителите кои што сакаат да ја видат нашата постојана поставка и нормално новата нумизматичка поставка, и верувајте, навистина имаше огромен интерес. Се надевам дека тоа ќе продолжи и во следниот период. На интересен и поинаков начин ги одбележавте и денот на музеите. Имаше навистина што да се види. Мотото на овогодинишното одбележување на денот на музеите, кое што секоја година го промовира ИКОМ, беше музеите го обединуваат поделениот свет. Една многу битна тема, особено во констелацијата во која што живееме денес.
освен отворањето на постојаната музејска поставка, имавме промоција на еден прекрасен проект на колешката водич и едукатор, магистар Марија Димишковска, насловен "Модата во минатото". Нешто повеќе од година и половина колешката Димишковска заедно во соработка со кустосите од соодветните периоди кои што се застапени во нашиот музеј, вршеше истражувања со цел да се реконструираат 12 модели на облека од минатото, од праисторијата, антиката, средниот век и османлискиот период, кој што ги изработи модниот креатор Никола Евтимов и неговите студенти од Институтот за мода Изет Цури. Се изработија машки, женски и детски облеки од соодветните периоди и беа презентирани на една прекрасна модна ревија од која што сите присутни има навистина силни впечатоци. Многу повеќе поради тоа што дел од ревијата и презентери на моделите беа членови на Сдруженијето за подршка, промоција и збогатување на квалитетот на живот на лица со Даунов синдром, трисомија 21, и дечињата, освен што беа учесници во модната ревија, има и 2 музички настапи. Во духот на мотото на Денот на музеите, верувам дека можна соодветно го одбележавме овој значаен ден за сите музејски работници. Да споменеме изложбата во Археолошкиот музеј во Пула. Ке патувате тамо? Да, се подготвуваме следната недела да ја поставиме во Пула изложбата која што е наречена Непенте, еликсир од земјата на сонцето. Работниот наслов на оваа изложба, која што се однесува на презентација на едно од најзначајните откритија од овие простори, а тоа се македонските или пајонски бронзи. Беше пајонските бронзи како символ на женската моќ. Но авторката на изложбата, доктор Александра Папазовска-Санев, при истражувањата и концепцијата го смени насловот во оваа мощна, интересна, силна, символична порака, која што е содржана и во самата изложба. Како што кажав, ќе се представат македонските, односно пајонски бронзи, 4 погребувања од некрополата Лисичин дол. Она што е новитет во презентација на оваа изложба е тоа што со помош на вештачка интелигенција се реконструирани 4 жени кои што живееле во тоа време. Сите нив ги поврзува, односно еликсирот од земјата на сонцето е всушност афионот, кој што се користел многу во временскиот период од кој што ги презентираме на одите. Меѓутоа, ќе се согласите дека и во и до скоро време бил многу битен елемент од културата на живење во нашата земја. Промоцијата на вистина многу важна. Македонското културно наследство, особено кога се презентира надвор од нашите граници, тука ќе го споменам Истанбул. Токму така, на Денот на музеите на 18 мај, во соработка со Културниот центар на Македонија во Истанбул и директорот Димера Тајковски, Археолошкиот музеј организираше презентација, серија на предавања и изложба на археолошкиот наоди од археолошкиот локалитет Исар Марвинци. Ова серија на предавања беше насловена Исар Марвин, под слоевите на времето. Исар Марвинци приказна за животот, смртта и наследството на еден древен град. Колегите магистар Јане Кликовски, кустос советник за римски период и долгогодишен истражувач на овој локалитет, потоа доктор Перо Арџанлиев,
кустос советник за хеленистички период и исто така учесник во археолошките истражувања на Исар Марвинци, како и доктор Славица Бабамова, епиграфичар, кустос советник за епиграфика и камена пластика, одржаа предавања кои што на турската публика и го промовираа нашето богато културно наследство, кое што потекнува од еден од најзначајните археолошки локалитети и градови во Македонија, тоа е Исар Марвинци. За тамошната публика специјално беа изготвени брошури на турски јазик, се со цел поблиску да им го доближиме нашето богато културно наследство, имајќи предвид дека и туристите од Република Турција се едни од најбројните во следниот период кој што доаѓа. И се разбира, имаме некако блиска култура и секогаш, ни интересираат, разбира и тие нас. Кои се тековните истражувања на терен, археолошки? Само што завршија истражувањата во палеолитското наоѓалиште на локалитетот Голема пешт Здуње. Во тек се истражувања на археолошкиот локалитет Тумба на сред село, тоа е во село Дренок, Пробиштип. Во тек се истражувањата на големо градиште Конјух, а во следниот период ни следуваат исто така уште голем број на истражувања. Го споменавме веќе Исар Марвинци, ќе истражуваме на Стакина чешма во Валандово, во Охрид ќе се истражуваат локалитетите во Долно Лакочереј и населбата Пенелопа, ќе се истражува нормално Струшко Корошишта и ќе се истражува Виничко кале, некрополата Кшла во склоп на археолошкиот локалитет Конјух. Во Дојран на крајот на неделава започнува истражувањето на неолитската населба Атици, а од неолитските населби ќе се истражува и во Скопско, тоа е во село Орман. Исто така неолитско наоѓалиште. Ни престои богата сезона со голем број на археолошки истражувања, меѓутоа и останати активности кои што се предвидени да се одвиваат во археолошкиот музеј. Нешто што е особено важно и значено за Скопје, но пред се за нашата држава е Скопското кале. Да споменуваме неколку пати, односно музеите на Скопското кале. Токму така, археолошкиот музеј заедно со Управата за заштита на културното наследство го работи овој значаен проект, со тоа што Управата за заштита на културно наследство ги довршува градежните активности на вториот музеј. Едниот е веќе завршен, музејот на праисторијата, се довршува музејот на османлиското наследство, а ние паралелно работиме на концепирање и подготовка на археолошкиот материјал кој што ќе биде изложен во музеите и се разбира на сето она што значи придружни елементи за презентација на археолошкото наследство. Се работи за огромен број на предмети, некаде над 5000 кои што ќе бидат изложени во двата музеи. За жал, предметите долго време не биле соодветно згрижени и ни престои по извршената ревизија на овој материјал, ни престои и реконзервација, што значи дека може би отворањето на овие два музеи ќе се пролонгира, меѓутоа секако ќе се случи во 2026 година. Ја споменавте и вие вештачката интелигенција како алатка која што многу често сите ја користиме, се разбира, започнавте и вие да ја користите. Тука ќе ги споменеме и помладите генерации. Вие сте еден од најпосетуваните музеи во Македонија. Младите сакаат да го посетуваат и се разбира да научат нешто ново и токму вештачката интелигенција име се разбира привлечна, па некој начин дознаваат многу повеќе работи за археолошкиот музеј. Токму така, ние употребуваме вештачка интелигенција, меѓутоа многу внимателно. Затоа што постојат одредени работи кои што особено од нашата област, за кои што вештачката интелигенција се уште не е
се мислам дека во правецот во кој што се движи во брзо време ќе биде, меѓутоа се уште не е доволно оспособена за интерпретација, што се Знае некојаш да однесува погреши. Да, токму така. Споменав дека вештачка интелигенција е користена во проектот кој што ќе го изложбата која што ќе биде презентирана во Пула. Тоа е направено многу внимателно. И тие генератори се хранети со, верувате, огромен број на податоци за да може да се добие продукт кој што ќе нема простор за никаква интерпретација, односно ќе биде научно издржан. Што се однесува до овие нови технологии, не само вештачка интелигенција, ние работиме на VR реконструкција која што ќе биде во постојаната музејска поставка и ќе им служи на посетителите поблиску, поживо да го доживеат минатото, да имаат одредена интеракција, затоа што новото време, новиот начин на живот, особено кај младата популација, оди во насока дека немаат многу концентрација да гледаат и да читаат, затоа и нашиот начин на презентација и на едукација, она што е една од основните цели на музеот е да им се доближиме на некој начин преку менување на нашиот начин на презентација и на помладите генерации. Археологијата е непресушен извор. Каде се насочувате во наредниот период? Верувам дека ќе има богато лето за вас, археолозите. Да, богато лето, веќе ги споменав сите археолошки локалитети на кои што ќе се истражува ова лето. Се воведуваат одредени новини во постојаната музејска поставка, затоа што сакаме да бидеме актуелни и да посетителите имаат изошто повторно да се вратат во музеот. Подготвуваме и неколку времени изложби од времен карактер, како во теке изложбата посветена на средновековната археологија во Македонија и на колегата Кирил Трајковски, која што ја поставивме во соработка со Фондацијата Кирил Трајковски од Лондон. По нејзиното завршување подготвуваме изложба на нови, досега неизложувани наоди од збирката на епиграфика и камена пластика и во септември по завршувањето на изложбата во Пула, истата изложба ќе биде поставена и во нашиот музеј. На крајот на годината ќе учествуваме на одбележувањето на 30 годишнината од основањето на Македонскиот културен центар во Белград, каде што ќе се представиме исто така со две изложби. Изложбата која што беше во Истанбул, што се однесуваше на Исар Марвинци, и изложбата која што ќе биде поставена во Пула следната недела. Многу причини повторно да ни бидете гостинка во Македонија наутро. Ви благодарам на одвоеното време. Ви посакувам се разберам многу успех и ве очекуваме повторно. Ви благодарам многу на интересот.